Владата не се откажува од СЈО, смета дека Уставниот суд треба да укине времената мерка за стопирање на исплатата на нивните плати. Интересно, само за ова уредба владата дава вакво мислење, а за другите две молчи, односно минималните плати за функционерите, судиите и обвинителите. Адвокатот Звонко Давидовиќ за Алфа вели дека владата со ваквиот потек се обидува да се ги поправи грешките од минатото, кога не ги слушаше експертите и заборави на законот за СЈО, кога се носеше новиот закон за јавно обвинителство, па ги прераспредели само обвинителите во други обвинителства, а за останатите вработени не реши ништо. Ова со специјалното јавно обвинителство е каснење на пожарот затоа што луѓето кои што таму не по своја вина останале без работа. Но законот се уште во сила, не зеле плата подолг временски период. И владата мисли дека со вонредната состојба, кога има инкеренции да донесе некои уредби со законска сила, ова ќе го реши, но немаше петља и доблест да го реши како редовна влада во редовна постапка без вонредна состојба. Давидовиќ вели дека владата го прекршила законот за судови и уставот со уредбата за намалување на платите на судиите. Со таквата уредба се крши законот за судовите и уставот. Се навлегува во независност и самостојност на судството и се ограничуваат платите, нешто што не е дозволено согласно член 2 од законот за судовите, кој вика дека дури ни со закон платата не може да се намали. Уставниот суд пред околу една недела донесе одлука да испитува уставноста и законитоста на 3 владини уредби, едната за СЈО, другите за минималните плати на функционерите, судиите и обвинителите. Со времена мерка беше стопирано нивното извршување. Владата за платите не испрати никакво мислење од уставен, но испрати за СЈО.